точке, ако добро ме слушавте, на почетокот и самата веќе кажав, пред вие да кажете, дека точно е, добивме мејл, но, пак ќе повторам и ќе ве потсетам на што на почетокот го кажав. Добивме покана во која што вели дека Комисијата за мандатно-имунитетни прашања ќе се одржи на 22 во 10:30 часот во сала 4. Тоа е едниот мејл што го добивме, а вториот мејл беше барањето од судот дека колегата Трајко Велјановски се товари за кривично дело согласно Кривичниот законник член 313. И тоа е целата документација која што ја добивме. И повторно ќе кажам, дали само врз основа на барањето од судот кај што вели дека одредена личност се товари по тоа и тоа кривично дело, без никаков друг аргумент, вие можете правилно да донесете одлука дали некој направил или не направил грешка. И тоа ќе го оставам сами да го размислите. И од тука ќе кажам дека излегува и мојот заклучок дека судите врз основа, односно доносите одлука врз основа на партиска насока, бидејќи дека некој е осуден по одреден член од Кривичниот законник, односно се товари за кривично дело согласно Кривичен законник, јас не можам да донесам било каква одлука дали некој е виновен или не е виновен, направил или не направил кривично дело. Исто така ќе потсетам дека во рамки на ова собрание, односно ова собрание може да одлучи и да не го одземе имунитетот. Но треба да има вистински документи, вистински докази врз основа на што ќе донесе, ќе темели таа одлука. Вие во вашата реплика не ме убедивте и ниту ми дадовте аргумент врз основа на кој вие самостојно, индивидуално ќе носите правилна одлука согласно вас. Јас во моментот, мојата одлука можам да ја темелам само врз основа на обвинението кое што му било прочитано на колегата Трајко Велјановски на суд. И тоа е единствениот документ кој што ние во овој момент го имаме, врз основа на кој што може да дискутираме. Тој го прочита целото обвинение како што го има добиено. 4 точки ги слушнавте. Тој документ не стигнал до мои раце. Сите тука го слушнавме во исто време кога колегата Трајко Велјановски го прочита. И тоа е во моментов единствениот документ врз основа на кој што ние треба да донесеме правилна одлука. А секој еден кој што одлучува врз основа на своите лични убедувања и ставови и познавања и знаења, треба да донесе одлука дека колегата Трајко Велјановски не е виновен, бидејќи СМС комуникација во која што вели некој одржал прес, не е терористичко дело. Не е загрозување на уставниот поредок на Република Македонија. И врз основа на таа изјава која што е прочитана и врз основа на тие пораки, СМС пораки, не можеме да донесеме одлука дека нечи имунитет треба да биде одземен. Ви благодарам.